Повикувам сите присутни да станеме и со едноминутно молчење да изразиме нашата искрена почит. Со едноминутно молчење во знак на почит на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, почна седницата на постојаната анкетна комисија за заштита на слободата и правата на граѓаните, на која присуствуваа и дел од семејствата. Во првиот ред во салата седницата го следеше целиот државен врв, претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, на собранието Африм Гаши и премиерот Христијан Мицкоски. На почетокот Марија Петрушева, мајка на загинатиот Андреј, со емотивно обраќање побара вистинска правда за загинатите, особено одговорност од актуелните функционери од Кочани. Гледаме дека се процесираат само оние најдолу, додека носителите на функции еднакво одговорни, кои од првиот момент требаше да бидат зад решетки, продолжуваат безгрижно да се движат низ градот, додека нашите деца лежат под земја. Ова посебно се однесува за одговорните лица од ОВР Кочани, СВР Штип, Бирото за јавна безбедност, Државниот пазарен инспекторат, актуелната началничка во Кочани, началникот на оделот за криминалистички работи во Кочани, главната инспекторка за економски криминал во Кочани, сменоводителот на денот на настанот. Друга мајка побара одговори зошто ништо не било преземено во таа кобна ноќ и бараше одговорност. Кој ни тука гарантира безбедноста? Кој ни ја гарантира? Било можете и вие да се најдете, и јас, и било кој, како што нашите деца се најдоа таму. Датата е 15 кон 16, значи се случи трагедијата, не пред 20 години. Од таа дата ниту еден не е прифатен. Семејствата на загинатите беа сведоци на меѓусебно препокување на пратениците од ВМРО ДПМН со претседателот на комисијата Димитар Апасиев. Иванка Василевска од ВМРО ДПМН им се обрати на родителите дека се манипулирани од Апасиев, поради тоа што оваа комисија нема да предизвика правна дејност. Таа рече дека во една изјава Апасиев истакнал дека обвинението треба да падне и затоа бараше негово изземање од претседателствувањето со комисијата и побара пауза. Представникот Супорт Кочани рече дека ова е недолично однесување на пратениците. Како не ви е срам? Тука пред нас од Кочани вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза од 1 сат. Ние за 1 сат цела веб страна направивме од Супорт Кочани за да помогнеме. Знаете ли што значи 1 сат? Стварно ќе кажам, ако во за некој е само уште една политичка активност, тога е подобро ни да не учествувате. Покрај постојаната анкетна комисија, формирана и анкетна комисија по иницијатива на пратениците од власта, во која покрај за Кочани треба да се расправа и за другите трагедии, како што се Дурмо Турс, Беса Транс и модуларната болница во Тетово.